ние оваа година по повод Светскиот ден на дијабетесот, Општа болница Куманово одлучивме да организираме акција на мерење на шекерна крв кај средношколци. И токму од средното медицинско училиште одбравме еден клас од средното училиште кои што ќе дојдат утре кај нас и ќе мериме шекер во крвта, бидејќи типот 2 дијабетес порано беше карактеристика на возрастната популација. Сега за жал се почесто го диагностицираме кај млади луѓе, значи зборуваме за деца, така да главно поврзаност на типот 2 дијабет кој што е најчестата форма е токму седентарниот начин на живот, прекумерната телесна тежина и токму тука сакаме да потикнеме, значи кај младите луѓе да видиме, значи посебно оние што имаат проблем со телесната тежина, па тоа се и група на ученици кои што може да влијаат, нели, кои што имаат медицинско образование, па може да влијаат и на другата млада популација, нели, во семејствата и во околината. Во просек, значи ние обично дека 50 до 100 пациенти поминуваат, зависи дали имаме еден или двајца доктори, но многу е голем бројот на пациенти кои што поминува во Центарот за дијабет и ние сите ги примаме кои што ќе дојдат во тој ден и со термини, со приоритетен упат, бидејќи немаат пациентите никаде да се прегледат. Тоа е единствена амбуланта тука кој што работи со дијабет. Во склоп на Центарот за дијабет функционира лабораторија, значи во оваа лабораторија проверуваме шекер во крвта моментално и средната вредност, тоа гликозидираниот хемоглобин или просек како го викаат обично луѓето, и тоа се добива резултатот за 7 минути, така да нашата амбуланта тука многу убаво функционира, значи пациентот во исти момент завршува работа за многу кратко време. Проблем е нели што е гужва, некогаш мора да се почекаме, затоа што ги примаме и термините и приоритетите, мора да се снаоѓаме, ама тоа е, значи тука мора луѓето да се прегледаат, имаат разбирање, ќе им објасниме, им даваме бројчиња на тие што нема термин, ама сите завршуваат работа. За подетални испитувања имаме и во нашата институција многу убава лабораторија во која што правиме подетални испитувања на одреден временски период. Ама на секој преглед просек и гликемија на пациентите се зима, инсулинската аптека е тука, па тука се врши едукација на пациентите кои што примаат инсулин, кога нешто фали, значи да некогаш се дава, нели, убаво е кога се тука па да се консултираат со доктор за промена на терапијата. Предијабетесот е една многу важна состојба на која што мораме да обрнеме внимание. Значи тоа е една состојба која што практично е границата помеѓу нормала и дијабетес, и пациентите имаат покачени вредности на шекерот во крвта, ама не ги исполнуваат критериумите за дијабет тип 2. И ова е многу важна категорија на пациенти, бидејќи тие кога веќе има дијагноза предијабетес, веќе имаме таква дијагноза со шифра, дури и со терапија, значи имаме и метформин се користи кај оваа дијагноза, тоа е по препорака по медицина базирана на докази. Значи пациентите, значи во оваа категорија мора да го променат начинот на живот и мора да доаѓаат на редовни контроли, бидејќи компликациите микроваскуларни на ниво на крвните садови се случуваат уште во оваа категорија. И тука, доколку се промени начинот на живот кај пациентот, кај најголем дел од пациентите и нема да се јави тип 2 дијабет. Дијабетесот е една сериозна болест која што дава страшни компликации по здравието, најпрво кардиоваскуларните болести, инфарктите, мозочните удари, понатаму се јавува, значи пациентите го губат видот, појава на дијабетична ретинопатија. Најчеста причина за пациентите да завршат на дијализа поради нарушување на бубрежната функција е токму дијабетесот. Па им страдаат крвните садови, значи промени на крвните садови, па појава на гангрена, ампутации. Тие се најчести кај пациентите со дијабетес. Во пораст и гестацијскиот дијабет кој што се јавува кај бремените жени. И тие мора да обрнат внимание во предконцепцијскиот период да ја планираат бременоста, посебно жените кои што имаат прекумерна тежина. Тоа сакам да апелирам на секој, значи секој мора да биде одговорен прво самиот за своето здравје. Ако можеме да ја подигнеме свесноста, значи сите дека мораме да тргнеме од себе, од начинот на исхрана и начинот на живот што е основа на сите хронични болести.